Сметаме дека треба да се ефектуира иницијативата на Државната комисија за спречување на корупција за кривично гонење на поранешниот директор на Националната агенција Бошко Нелковски и сите тие кои што на некој начин се поврзани со него. Сметаме дека треба да се смени законот и дека составот на Националната агенција, управниот одбор треба да се смени да биде по принципот на Хрватска, со тоа што ние сметаме дека треба дополнително да има членови, да наместо 5 члена кои што сега ги има, треба да има 9 члена, во кои што би биле различни представници, ги имате во извештајот, може да видите. Потоа сметаме дека треба да се направи ревизија на сите склучени договори со невладини организации од првите 2 повика на 2012 година и да се види дали тие се во согласност со регулативата на Советот 1605 од 2002 година. И последно, мислиме дека треба да се спроведе вистинска кампања за промоција на програмите до животно учење и младите во акција и да се допре до вистинските невладини организации кои се занимаваат со младински активизам и со младинска политика, а не овие. И последно што би кажала е дека ова е малку нетипичен извештај за Македонскиот центар за европско образование. Ние точно се занимаваме со начинот на кој што се трошат европските пари, меѓутоа повеќе го гледаме тоа од гледна точка на капацитет. Сега станува збор за злоупотреба тешка. Постојат ли некакви мерења на ефектите од проектите на овие организации, било какви резултати, нешто? Колку се транспарентни, колку е транспарентна агенцијата во објавувањето на резултатите од све ова тука што е доделено? Ништо, па токму тоа сакам. Мислам, тоа кажав за втората фаза практично. Ки нас, тие се податоци кои што не се објавуваат и немаат обврска да ги објават. Меѓутоа, ние сакаме да видиме кои се ефектите, точно. Тоа е вториот дел. Ако не ги дадат конечните извештаи, ќе можеме да направиме таа анализа, ама тие податоци ги има, значи, тука нашата национална агенција и ги има извршната агенција во Бризел. Значи, ќе очекуваме од тие да бидат, како да ви кажам, партнерски расположени за да можеме понатаму да направиме анализата.